Утрово околу 9 часот на регионалниот пат Тетово-Фалише се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко моторно возило Fiat Punto со тетовски регистарски таблици, управувано од 32 годишен жител од Лавце, и мотоцикл Томос без таблици, управувано од 73 годишен тетовец. Во несреќата мотоциклистот задобил скршеници на нога и ребро, а по пренесување во Тетовската клиничка болница задржан е за натамошно лекување. Во болницата исто така задржан е и возачот на Пунтото и двајцата сопатници од Слатино и Бозовце, кои имале лесни повреди. По овластување на јавен обвинител извршен е увид и се расветлуваат поединостите поврзани со причините, материјалната штета и се друго поврзани со оваа несреќа. Сообраќајна незгода имало и синоќа околу 20 часот и 30 минути на автопатот Тетово-Скопје во близина на клучката за Грубчин. Патничко возило Шкода Октавија со скопски регистарски таблици, што го управувал 37 годишен скопјанец, загубило контрола, излетало од коловозот и се превртело. Возачот кој бил сам во возилото не е повреден, но оштетена е металната ограда во должина од 50 на метри, како и 8 столпчиња од оградата. Вкупната материјална штета во оваа несреќа се проценува на околу 300.000 денари. Во периодот помеѓу 25 и 26 овој месец засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќа во Тетовско Новаке. По насилното влегување и пребарување одзеле 16 парчиња разновиден златен накит, девизи и денари во вредност од околу 6.000 евра. Вкупната материјална штета на одземеното се проценува на околу 861.000 денари. Извршен е и комплетиран увидот и се преземаат активности за откривање на сторителите. Повторно кражба во црква. Во периодот помеѓу 23 и 26 февруари на удар била црквата Свети Јован во Гостиварско Новосело. Кратците ја скршиле цилиндер бравата од влезната врата и одзеле 4 малечки икони, дрвен крст и околу 300 денари, пошто незабележани ја напуштиле црквата. Кражбата вчера ја пријавил представник на црковниот одбор од селото, а екипа од полициската станица Гостивар извршила увид.